Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години од минатиот век на боксерската сцена во Македонија стапи една млада надежна генерација која уште на почетокот почна да постигнува добри резултати и стигна до младинските шампионски титули во поранешната држава. Еден од тие млади шампиони во тоа време беше и сегашниот познат боксерски тренер Руждија Калач. Тој на почетокот пројави така големо интересирање за овој спорт и преку него практично ја бараше својата афирмација. Тој како да почувствува дека боксот е оној вистинскиот за него и еве целиот живот остана неразделен со, како што светот знае да ја нарече, благородната вештина. Токму оваа емисија е посветена на Руждија Калач, кој таму во 1975 година, се сеќавам, на рингот во спортскиот центар Кале во Скопје, на државното младинско првенство, стигна до финалето, тука беше поуспешен од својот противник и ја освои титулата државен првак. Калач, тоа беа убави времења, тогаш боксот имаше исто како и сега многу симпатизери, меѓутоа тогаш ми се чини дека имаше еден помасовен квалитет за разлика од овие денешни времења, па сега која беше причината, еве, покрај толку многу спортови, да се решиш и да одиш токму во боксот? Веројатно тоа е една чиста случајност, како и секое дете, пример во својот живот, секоја сака топката. Игравме у малото, иначе сум роден у Газивава, под природно-математичкиот факултет, игравме фудбал и сите сакавме со топката така да се радуваме, да даваме голови. Меѓутоа, брат ми учеше тогаш во Загреб средно графичко и он таму почнал да тренира бокс од одредени причини кај Иван Пребек. Овој тогашниот наш професионален европски првак беше, знам, во Југославија тогаш на кога живеевме. Тогаш кога дојде, знам, некаде бев почетокот на 8 оделение, вели ти ќе тренираш бокс. И едноставно беше чудно, зошто бокс, и се плашев, не знам што тоа. Играм фудбал, да, не ми така да појдов ме однесе во боксерски клуб Скопје, тогаш беше МИК, боксерски клуб МИК, каде што тренерот Живко Дуковски ме прифати како родител, како тренер и долго време сме заедно, дури и ден денеска што се вели. Веднаш 70-та година знам дека боксував во Белград, во пионерска некаква конкуренција на Ташмајдан и тогаш како едно младо момче кое што спие во Мажестик, во хотелите, па се вози, па знам дека и победив. Знам, од тогаш станав симпатија на еден Глигорije Новичич, судија. Знам дека ми дадоа една топка и сето тоа почна да се тркала, што се вели, од тренинг во тренинг. Имаше една многу надежна генерација, една убава генерација. Ајде да се подсетиме на некои момчиња од таа твоја генерација. Така, таа моја генерација беше Ивица Голубич, беше овој снимателот Владко Самуиловски. Да. И така, ред други, Нечко, Мемети, Азис, поште дојде Салиху во клубот, така да имаше една убава Реджепагич Гано, една многу убава генерација на боксери, каде што и самиот господинот или тренерот Живко Дуковски имаше успешна генерација на прваци на Југославија, што јуниорски, што сениорски, што значи дека ние како република тогаш партиципиравме многу во таа репрезентација. Со тек на време успесите на одредени нас не мотивираа. Тогаш боксот живееше во Југославија. Тогаш некако не беа многу овие сите спортски игри, не беа толку многу, така да на тренинг можевте да видите некаде по 30-40 деца. Тогаш беше кај Томас Сенич. А сега цела Македонија дали има толку боксери? Да.
Тогаш и друго нешто ве привлекуваше. Околу Златниот гонг, сакам да кажам, 1969-та почна да се одржува, на него боксува еден Мате Парлов, еден Белич, Омерович, подоцна и Кача, Раце, Русевски, се елитни боксери, па и тоа веројатно беше вака магнет за младите и тие да стигнат на рингот на Златниот гонг и не само да настапат, туку да постигнат и нешто повеќе. Вака ова го кажав, затоа што со растењето и развивањето и афирмацијата на Златниот гонг одеше и афирмацијата на твојата генерација во тој период. Да, тогаш веројатно повозрастните се сеќаваат убаво дека беше веројатно над 5000 луѓе секогаш ги следеа тие надпревари. Тие надпревари беа неделу дена, имаше четвртфинале, па полуфинале, па финале и сето тоа беше толку, имаше драж, имаше навивање, имаше публика. Тогаш најверојатно тоа тренер Живко Дуковски знае подобро дека конкуренцијата беше помеѓу меч на идните шампиони, Златна ракавица каде што се форсираше во Белград. Мислам дека после тоа дека Златен гонг како турнир беше и како квалификационен турнир да се избере репрезентацијата на Југославија. Што значи дека со време растеше и рейтингот на турнирот. Рейтингот и текако порасна, што значи дека тука ги гледавме од Парлов, од Вујковиќ, од Слободан Качар, Тадија Качар, Бенеш и така натаму, што значи дека Вуин, Звонко Вуин, тогаш Звонко Вуин, првиот добитник на Златен гонг е Вуин и така. Брат ти некако влијаеше врз тебе да се определиш за боксот, ти отиде во боксерската сала, кажа за тие пионерски денови во Белград, сега кога доаѓа веќе потешки, поискусни противници, какво беше чувството, дали имаше страф или пак викаш одам до крај, па што биде, нека биде. Таа психолошка состојба. Макар што ти не беше таков боксер. Психолошка состојба пред настапот е специфична. Ја бев внимателен затоа што сметав дека во боксот треба да бидете умен и што повише. Јас секогаш и во тренерските води кога навлегов и така и сум размислувал, таков приод бил кон боксот да примите што помалку удари, а да малку повеќе зададете, што се вели бев добар техничар. Тогаш мислам дека многу работи видов од Светомир Белич, тогашен исто репрезентативец во средна категорија на Југославија, кој што беше иззетен техничар. Затоа што на една мала површина во рингот морате многу движења да направите, меѓутоа сето тоа да биде тука некако ускладено. Ја често пати таа борба ја споредувам со тореадорот и бикот. Бикот има 700 кила, тореадорот 70, што значи дека мора да бидете многу умен, jer ќе биде лоше по вас ако... Да, за да ја преземеш иницијативата и да си доминантен во еден таков дуел. Така да и целиот клуб се организираше да повише идеше, се работеше многу на техника, се внимаваше на техника, на одбрана и така. Околу патот после тоа, па ја помалиот брат го внесов во боксот, така да сите тројца, а и после тоа, а и ние и останавме во боксот долго, така да и во втора лига. А и татко ти постојано беше на трибуните. Татко ми е, може би, еден најзалюбен е во спортот, во сите спортови, во фудбалот, меѓутоа боксот му беше приоритет и некако примарно, он си го сакаше тоа. Можеше да ме гледа на мечеви, не му пречеше тоа, може би мене, ја своето дете го гледам, би ми пречело, нели така. Може би емоциите работат. Така да комплет целото семејство било во боксот. Меѓутоа, нешто самото семејство и самиот клуб беше како едно семејство. Мора да се спомнат и другите луѓе кои што беа во клубот, рецимо Ѓорѓи Јановски, кој што беше председател на боксерски клуб Скопје долго време, еден многу скромен човек, многу фин, многу педантен, многу ажурен, работлив. Борче Богучевски, Борче Алексовски, Лакардов Стево, Варадинов Лазо, Веско Костојчиновски. Тоа беше една генерација на луѓе кои што се грижеа за боксот. Они го сакава клубот како што го сакава македонскиот бокс, како што се сака
Затоа што мислам дека другите клубови дури и не функционирава, слабо работева. Тогаш бевте како едно семејство. Како едно семејство, што значи дека после нешто Куманово беше актуелно и исто така и Пелистер беше активен како клуб. Се боксуваше во втора лига Југ, каде што се патуваше, беа хранарини тога за одредени боксери, нели, па така чисто професионално се работеше. Да не речам, кој можеше тренираш и 2 пати на ден, што значи дека од секогаш посветеноста била на тој клуб многу голема, многу време се потрошило, многу пријателства се изродиле и останале денеска. Во втората лига имавте добри резултати, бевте стандарден второлигаш Скопје и тука дали може да се подсетиш ти на некој меч, кои дуели вака беа најинтересни, со кои противници? Во боксот, пример, секогаш е она тажната страна останува. Секогаш симињењето на килажа било секогаш проблем, затоа што ја како дете сум почнал со своји 46 кила, највише што сум симињал било во 54 во бантам, а сум боксувал во сите категории и за потребите на клубот и во полутешка категорија. Значи, секогаш се присатни она што ќе остане така во сеќавање. Се сеќавам на еден меч со Штурановиќ, кој што беше репрезентативец во Југославија тогаш. Знам дека имаше многу незгоден стил, така се движеше многу на поддалечно расстојание, меѓутоа со еден брз приод тогаш задаваше удари. Меѓутоа тогаш ме удари со глава и под окото така, под оздигоматикус ми отече така. Се сеќавам докторот се качи да погледа, меѓутоа јас се обидов да продолжам, меѓутоа свестен дека почна и окото да се затвора, се свртев сам кон тренерот и сметам дека добро направив и тоа секогаш ме пратило како да се прекине. Да се прекине мечот. Ја и секогаш ја на своите боксери сум верил дека она што јас ќе го приметам, 99% ќе го приметам, меѓутоа вашето чувство е многу примарно и морате да се, ако во моментот нешто се случи непредвидено, да Значи, ти тоа од искуство им го кажуваш, од искуството мора тако доживел такви мечеви. Така. Било многу напорно. Јас се сеќавам дека тогаш бев и љубимец на Љах Нимани. Тогаш мислам дека Љах Нимани се обидуваше да ме земе да боксувам за Приштина. Ја не можев да замислам, пример, да се одвојам од клубот, од мојот тренер, ја многу бев некако емотивно врзан за него. Така да, сакав да студирам на ДИФ, на Факултет за физичка култура, тогаш, сега Факултет за физичко образование, спорт и здравје. Идев во средно физкултурно и мислам дека најголемата грешка е во тоа што малку се истоштив. Мислам дека секогаш во средното училиште, секогаш имавме 2 до 3 часа практична настава. Од природно-математички, кога ќе препешачите до таму, па 2-3 па после пак одите на тренинг секој ден, мислам дека беше многу напорно. Многу напорно, физички многу напорно, веројатно исхраната не била како треба. Немало толкаво внимание околу мене, ајде да кажам, пошто така да се повеќе, особено имаше еден момент кога дојде после како професионален тренер Шишковиќ. Живорад Шишковиќ, тој своевремено беше исто шампион на Македонија. Он дојде да работи со нас и ја некако пројавив некаква одбојност, затоа што он не сакаше многу да комуницира, не сакаше многу да бараше голема работа и бараше 2 пати да се тренира дневно. Ја пошто бев запишан веше на факултет и имав одредени часови практични таму, тогаш стварно многу се работеше и многу ја бараа просторите. Присуство и физичка активност, дали гимнастика, атлетика и така натаму имаше многу норми кои што требаше се постигнат и во тие моменти ми беше приоритет тоа. Љах Нимани тогаш збореше, јас ќе ти го завршам факултетот, дојди да боксува за Приштина, затоа што тогаш боксуваше за Приштина во полутешка категорија Муховиќ Джеко, кој што ми е родни, например, и така. И, меѓутоа, не сакав и тогаш во еден
период, пошто Шишковиќ бараше да боксувам 2 пати дневно, не можев, мислам дека тоа беше пресудно да ја го напуштам клубот. После тоа отидов малку у Вардар, боксував исто втора лига и малку беше чудно и смешно и дојде да боксуваме Вардар Скопје. Ја боксував против свој клуб, фактички Радвешти. Една непријатност, меѓутоа победив со нокаут во втора рунда и Шишковиќ беше умен, го повлече својот боксер после првото броење на него и така. Така да, мислам дека сето тоа, напорот кој што се пројави тогаш, мислам дека се повлеков од тој спорт и сватив дека е многу напорен. Инаку во Скопје бевте добро, би рекол, боксерско друштво. Ти беше Реже Пагич, Нечко Мемети, Маријан Марковски, Владко Самоиловски го спомна, Ази Салиху. Пак што е интересно, Ази Салиху потоа ја продолжи кариерата и стигна до оние врвни светски боксери во најтешката категорија и освои медали на Олимпијадата во Лос Анџелес. Се сеќавам и на моментите кога тој почнуваше, веднаш се виде дека има квалитет, го привлече вниманието и веднаш почна да доаѓаат менаџери од Србија да го врбуваат за таму и дури отиде во Светозарево, ако се сеќаваш во Каблови, а кога зборуваше за Приштина, да кажам за помладите љубители на боксот, дека Приштина своевремено беше навистина фактор во југословенскиот бокс. Беше екипен шампион. И од таа екипа излегоа многу добри боксери, не само шампиони на државата, туку и на европски, светски, еден Богуевски, еден Хашани, еден Гаши, еден Пеци, со Пеци се гледаме сега на последните... На гонговите. Гонгови, тој ги води. Боксерите од Приштина, така да тоа беше еден убав период на боксот, имаше заедничка соработка и можеше да се провери докаде се стигнат со својот квалитет. Сите што ги спомнавте се прваци на Југославија. А тогаш за да бидете првак, младински или сениорски, овој беше голема работа. И Македонија можеби како република имаше партиципираше многу по основу на репрезентацијата, по основу на подготовките овде. Се сеќам еден сега 73-та боксував во Осијек на државно првенство, пошто сум ја и 2 пати трет во Југославија и младински првак 75-та година. Се сеќам боксував со Тадија Качар. И публиката вели Качар, Качар, а ја мислам дека велат Калач, Калач. И си викам, од кај ме знаат луѓе во Осијек? Навиваат. Смешно, навиваат. И после кариерата, бефе на подготовки после 75-та, 76-та, тренерот Дуковски имаше една визија. Тогаш не прати Нечко, Блажо Василев и ја, не прати на тренирав со репрезентација на Југославија 75-та и 76-та година. Тогаш беше Јаце Русевски тамо, се сеќавам на Бенеш, значи голема е работа да видите кој како тренира. Значи, Маријан Береш беше фактор тогаш, може би помладите не знаат, меѓутоа Парлов, Слободан Качар, имаше Микан Поповиќ, овој со кого многу се спријатели в полутешкаш еден, Перо Тадиќ, од помалите Шачировиќ, Ристич од Прокупје, да, браво, да. Така да вие добро ги знаете, така да таа генерација беше многу успешна и ние како Југославија, како тогашна земја, бевме многу успешни во многу спортови, па и во боксот. Па во боксот се сеќаваш и ти на светското првенство 78 година во Белград, 6 сребра, и една бронза и тоа беше куриозитет. Имаме 6 финалисти и едно злато. Да. И една бронза, така што малку бевме и разочарани, зашто не беше освоено ни едно злато, а тука беа кандидати и Шачировиќ, и Ристич, и Богуевци, и Хашани, сите имаа шанса, меѓутоа
Војковиќ се сеќав, имаше борба со Теофило Стивенсон. Да. Последната и малку одглуми тука, дека е повреден за да се прекине борбата. Стравот беше опасно со Теофило да се боксува. Може би е попаметно, затоа што јас сум се... Па ова го споменувам точно поради она што го кажа ти пред малку со окото. Тој почувствува дека не може да се носи со него и вика дај подобро да се спасам на време. Ја во тренерскиот дел, само уште една реченица, да се спротиставите тогаш на русите, кои што ја мислам дека сега они не се она што беа. Да се спротиставите на кубанците, на русите, на американците, пример, беше голем проблем. Мислам и тогаш ние се носевме како боксери, како земја. Мислам дека беше голема чест да се стигне до и некој романец, па унгарец, па пољак, па бугарин. Беше стражно, тоа беше генерации, имаше големо. Многу се придава значение на такво нешто. Меѓутоа имате моменти она што велите околу Војковиќ, Стивенсон. Ја некогаш кога ќе се сетам во тренерската кариера, пример со кого боксувале, пример Примислав Димовски или Мумин. Ајде, Примислав боксил со Пулев. Овој кој што со Кличко боксуеше сега 3 пати боксуеше. Примислав Димовски боксуеше со Камарел, светски, олимписки првак. Тој 2 пати, 3 пати светски првак во супер тешка категорија. Со Султан Ибрагимов, кој што понатаму стана и овој професионален боксер. Мислам, тоа се боксери кои што имаше од Франција, тоа се боксери кои можеби јас се чудам како тогаш сме можеле да се појавиме, да се појавиме со такви имиња. Меѓутоа било изетно умен дечко, така да. И како течеше твојата кариера, ме интересира потоа откако отиде во Вардар, дали помислуваше набрзо да го напуштиш боксот, затоа што рече напорно беше и факултетот и боксот, тренинзи, вамо, практична настава и така. Практична настава, ние тогаш, како и денеска на факултетот одевме и са бајли поручек, имавте анатомија, имате физиологија, имате пливање, во Идризо одевме, така да беше многу напорно и не можев да издржам. Мислам дека тогаш со жалење го напуштив боксот, меѓутоа и останав. Јас сум можеби еден од најмладите тренери тогаш во Југославија, затоа што веднаш 78 или 79 на еден семинар во Прокупле отидов со една голема желба да факултет за физичко васпитање тогаш од Белград го организираше тоа со многу јаки професори тогаш. Милан Роглич, имаше еден Станишич од Прокупле, тренерот, мислам дека и вие го знаете, пример Прокич, кој беше Војкан Стефановиќ, психологија предаваше, после на факултет ми предаваше спортска психологија и така натаму. Така да после имаше одредени испити кои што ги полагав овде и некаде за 2,5 години мислам дека се стекнав со диплома на тренерска и мислам дека и во студиите се определив да останам во боксот, затоа што сметав дека тоа подрачје теоретски не е подкрепено. Многу автори малку пишуваат, пример, за боксот, за да може да се подигне некако боксот на едно повисоко ниво, на едно академско ниво, затоа што спортот без науката тешко дека ќе може да обстане. Кога беа твоите последни борби или да речеме последната борба која ти беше на рингот? Се сеќавам, мислам дека у Печ со Вардар беше, после и Печ се вклучи во овај. Тогаш мислам дека избоксував нерешено и тогаш прв пат сватив дека има и паметни боксери. Тогаш беше нерешено, дозволено беше да биде нерешено и изгуби борба, заправо беше нерешено 1-1 и просто се чудев како дечкото знаеше што треба да направам. Буквално ме стопираше во се и се што. Те читаше. Ме читаше и долго пати сум размислувал како може да се телепатски да ме осети човек, како тоа што предвидуваше каде ќе се движам, што ќе направам, како и така натаму. Меѓутоа издржав 1-1 и тогаш мислам ради напорот сватив дека не, и кариерата се прекина ништо, затоа што во животот јас работам се она додека го сакам, работам, кога не ми причинува задоволство, никогаш материјалната страна не ми представувала, ја никогаш не сум барал пари како тренер, не ме интересирало, едноставно, можеби сум таков човек, не знам. Од љубов?
Pa od ljubov, entuzijasta, napravi neko. nešto Međutim, od sekogaš bokserice, da. ona što ke go fatam, ja odam do kraj. Primjer, така и со пријателството, пример, така и со другарувањето. Што значи дека ова поднебје има таленти. Па вака, сега сакам да те прашам за првите тренерски чекори што ги направи. Кога беше, каде беше, со кои боксери, а после ќе бидеме и оние денови кога доживуваше пријатни мигови како тренер, особено со Мумин и со Примислав. Мислам дека тогаш мојот тренер Живко Дуковски, ја одев на тренинзи од време на време, тренирав, помагав малку колку што можев, правев анкета, моја дипломска работа беше на факултетот психолошка состојба на боксерите пред настап, така да правев анкети, одредени со нив. Сакав да што повеќе соберам информации и да едноставно ми представува задоволство да останам во тој спорт. Живко веројатно почувствува дека, мислам дека и тој се измори тогаш со втора лига, затоа што вие моравте да имате 8 боксера. Почна боксерите да уценуваат, да бараат, мислам дека тогаш клубот почна некој, меѓутоа беше затворен. Така да, мислам дека Дуковски ме покани, дали ќе сакаш да работиш, превземи го, важи, окей, не е проблем. Он беше председател на клубот, ја како тренер. Меѓутоа, ја бев... Која година беше ова по-конкретно? Вака? По-конкретно, мислам дека беше 90-та година. Мислам дека беше 90-та. Така да, останав и... Не дека ако почнав првите мои чувства кон децата кои што доаѓа, бе интересни. Пример, ја не можев да сватам дека некој дете да почне, имаше многу таленти кои што се раѓа веднаш. Мора да го споменеме и Кочовски Живко или Жика Ватра, познат, пошто беа двајца Живковски, Жика Ватра, кој што беше експерт за присобирање на деца од автокоманда и влюбеник во боксот. Така да имаше еден тим внатре, една убава кохезија. И а оној периодот како прекина па додека почна 90-та година, дали беше присутен во боксот толку или пак повеќе факултетот, па повреме? Повеќе факултетот, затоа што имаше... Ама боксот не го напушташе и одржуваше таа линија? Идев, се рекреирав, разговарав, они боксуева, така, уште боксуева во втора лига. Факултетот беше напорен, затоа што имаше 46 испита. И што е као куриозитет, пример, ја на ниеден не сум паднал, затоа што сум бил посветен на тоа, има многу практично, па теоретски, па норма, па практично, па теоретски и така натаму, што значи дека јас сум го сакал тоа, јас го сакам спортот, моето што било. Одев на тренинзи, се рекреирав, едноставно се дружевме, тоа е една убава генерација која што избоксува, даде максимум.